Под мотото "Вие можете да ја контролирате астмата" се одбележа и Светскиот ден на астма 2016 година. Астмата е хронично заболување кое трае целиот живот. Од особена важност е да се зема терапијата навремено и да се внимава на квалитетот на живот. Благодарение на навременото диагностицирање и терапија, пациентите во Македонија имаат квалитетно лекување. Лекарствата кои што ги примаат, благодарение на навременото диагностицирање, благодарение на консултациите кои што се обавуваат од страна на нашите лекари во центрите за астма ширум Македонија, кои ги има 20 на број, всушност пациентите имаат многу квалитетно лекување. А доказ е за тоа всушност и многу малиот број на тешки пациенти со тешки астматични нападки, како што веќе споменав, статус астматикус одамна не сме виделе на клиниката за пулмологија. Мора да знаеме дека астмата се јавува во детската возраст и дека ние ги наследуваме пациентите од педиатрија. Така да најчесто се јавува во првите неколку години од животот. Во главном се работи за алергиска астма, меѓутоа понекогаш може да е посредувана и од вирусни инфекции. Се разбира тие пациенти доколку се лечат правилно не доаѓаат на пулмологија како адултни, меѓутоа оние кои што имаат хронична фаза неадекватно се лечат, не ги зимаат лековите доволно долго или неправилно ги зимаат, се разбира после доаѓаат од 14-та година понатаму кај нас на клиниката во третман. Една давнешна визија од раните 90-ти години за тоа да имаме собствен македонски национален план и програма за дијагноза и лекување на астма денеска е реалност. Имавме трет национален програм во светот, после Соединетите Американски држави и Велика Британија во далечната 91-92 година, и бидејќи имавме визија за тоа, јас како национален координатор за астма, можам да ви кажам дека таа давнешна визија денеска е реалност, заради тоа што имаме 20 регионални центри за астма, тоа што никој во Европа, а веројатно и во светот го нема. Имаме единствен регистар за болните од астма, имаме унифицирани диагностички и терапевски модалитети кои што се имплементираат во сите регионални центри, така што имаме единствен критериум и одлични резултати. Ние, благодарение на таков еден светски програм, денеска во последните 30 години немаме смртен случај од астма. Бидејќи се работи за хронично заболување, потребно е терапијата да се зема секојдневно, за да може да се постигне комплетна контрола на болеста. Од 2006 година потребната терапија се наоѓа на позитивната листа на лекови.